Благодарам, почитувам председавач. Че вака слушам 10 минути, не можам да поверувам. Верувајте, не можам да поверувам. И си велам дека овие луѓе, пратеници во Социјалдемократскиот сојуз и функционериве, ги чуваат во некоја база или оаза, каде што се е идеално. И им велат, не се секирајте, одлично е се, газиме. Така викаше да е пратеникот Прилеп, газиме вика. Еве, конкретно, од оваа говорница. Додека зборувавте, ми се јави еден новинар, Слободен, од македонските национални медиуми и ме замоли да ве прашам ова. Не сте му кревали на телефон 4 пати, ви пуштил 3 мејла. Сакал да ве праша, со кои пари Социјалдемократскиот сојуз ги плати рекламите за референдумот и оние кои што одат како фалба дека се во Република Македонија идеално. Сте им биле недостапен, па добро е од оваа говорница да одговорите. Од тој фонд, од овој фонд, од торбата, Патувам да збориме по... Зборуваше за тоа, колега Минов, за тоа. Ево уште нешто. Ве замолувам, како портпарол на Социјалдемократскиот сојуз, да ме демантирате и да кажете која лажна вест сум ја лиферувал јас или било кој мој колега. Ве замолувам која лажна вест. Еве кажете. Дали е лажна вест покачувањето на пензиите? Не, ги покачивте. Дали ги покачивте 36 денари? Да. Супер. Дали кратите 187 милиони евро од ставката образование? Да, кратите. Дали општина Прилеп набави 4 автобуси за милион евра? Да, веќе се возат. Дали реконструирате Мовче за 500.000 евра? Да. Дали се намалуваа средствата од ставката здравство? Да. Дали доктор во Дебар зема 15.000 денари? Сигурно не е лажна вест. Дали е катастрофална ситуацијата во земјоделието? Сигурно не е лажна вест. Ве молам, демантирајте ме во едно. Излезете од тој ултра ваш идеален свет, каде што живеете во бајка, вие само 100 функционери од Социјалдемократскиот сојуз и ви велат супер, абе 3 денари се праскиве, не бе супер, 3 денари треба да бида и тому е многу. Абе чекај, експресниот пат Прилеп градско не се гради, абе ако ама одма ќе се направи тој. Па си замислувате социјални згради во Неготино кои што се уште не се почнати, па дека се направили нови училишта, нови игралишта, абе дај малце вратете се во реалноста. Ова не е коректно што го правите. Не е коректно. Исте се наужиле, не е така. Еве демантирајте што од ова до сега што го кажав е лага. Дали е точно дека вашиот проект поврат на ДДВ до сега има опфат од 5 милиони евра, кој што го враќате на 2,5 милиони жители во период од 6 месеци и дека секој жител ќе добие во процек 25 денари. Дали е тоа лажна вест? Јас се молам и сакам, не 25 денари. Месечно на граѓаните на Република Македонија по 5.000 денари да им враќате. Ама вие што направивте? Им ги замативте очите. Максимум може да им вратите 760 денари, ако земаат плата 3.000 евра. И секоја фискална сметка над 30.000 денари не важи, апликацијата не ја прима. Уште нешто. Ова е втор пат каде што велите дека кредиторите од Европската унија биле лихвари. Дали е тоа лажна вест? Или сериозно го мислите тоа? Пак и тие според вас лихвари, вашата министерка која што е во Ситимол или во Америка, не знаеме каде е, првиот ден на стапувањето на функцијата, потпиша кредит од 100 милиони евра. Се задолживме, не знаеме каде е. И уште нешто. Која доверба сте ја добиле вие? Вие немате во животот добиена доверба. Вие имавте 49 пратеници, не добивте доверба. Не добивте доверба. 49, како што знам јас, а толку барем знам, е помало од 51. Ама само во вашите математики, 51 е помало од 49. Во вашите не фейк нюс математики. Ево уште една нелажна вест. Слушнавте, твојот пријател, сограѓанин, идол Зоран Заев, на говорницата 10 метра назад кажа: почитувани граѓани на Република Македонија, може би тој и Северна рекол, се гордее со тоа, од 1. јануари 2018 година стапува на сила бесплатното здравство, а сите вие доктори ќе земате 100.000 денари. Ако е фейк нюс изјава на премиер, тогаш кажете ми што е реал нюс. Еве, вие сте портпарол, работите со медиуми, знаете како треба да имате однос, иако не им одговарате ни на мејлови, ни на телефон, никаде, одговорете. Ние не зборувавме како пратеници.
Ве кажете, колку пари коштаат рекламите од Социјалдемократскиот сојуз, од кој црн фонд се платени и зошто не им одговарате на универзитетите на ова прашање? И зошто докторите не земаат 100.000 денари плата и немаме бесплатно здравство? Не дај Боже, во еден момент во животот на граѓаните на Република Македонија ќе им притребува и ќе се сетат на вашата изјава и на изјавата на вашиот идол. Абе чекај, бесплатно не е здравство, не брат, треба 3.000 денари да платиш за преглед. Абе како? Па фейк ньюс. Тоа ќе биде вашиот одговор. Затоа излезете од оаза идеална, каде што ве чуваат затворени. Спуштете се меѓу земјоделците, спуштете се меѓу пензионерите и прашајте ги, абе како со праскиве годинава, како со лозиево годинава, добри се 36 денари што ви ги покачивте пензиите, ако ви речат супере, дај Боже уште еднаш да си победите, ако му е убаво, пак да ве гласаат. Ви благодарам.